Високите температури ќе ги преполови приносите на црвена пиперка на отворено во Струмичко. Пред стартот на бербата кај засејаните површини кои не се заштитени, забележени се низа заболувања кај плодовите. Ова го потврди од Агенцијата за поддршка на земјоделството, каде тврдат дека сушното лето и високите температури предизвикале сериозни штети кај плодовите на куртовската капја, но и кај лозовите насади. Кај што после 12 часот се изложени таквата сончева радиација, имаме штети на таквите плодови околу плодот, кој што се приметува со изгореници над самиот плод. Меѓутоа, не само кај плодовите. Над 32 степени имаме одредени култури кај што престануваат со нивната функција над раст и развој. Што значи, ќе споменам кај пиперката, доаѓа до изфрлување на цвет, на формирањето на цветови. Недоволната влажност го прави своето. Земјоделците потврдуваат дека имаат штети не само кај засејаните црвени пиперки на отворено, туку и кај сите градинарски култури. Секојдневно се на нивите да ги наводнуваат површините, заради што двојно им се зголемиле трошоците. Зголемени ви се трошоците за Да, зголемени се. На бензинче така е, не е систем да има 1000 динари на декар цела година, а јас давам на 1 декар 400 динари секој ден. Пипера ще има на отворено сеене, повеќе има штета на нив. Гније ли што? Има веначе, има болест, има разни чуда има. Има доста има болест. Од жешкото? Од жешкото, да. Во Струмичко црвената пиперка е застапена на околу 1000 хектари, чија берба треба да започне при крајот на месецов. Земјоделците здравуваат дека нивите може да останат без род доколку продолжат високите температури. Штетите од високите температури се поизразени на посевите на отворено, претежно кај куртовската капја, чии плодови веќе почнаа да гнијат или пак да се сушат. За разлика од посевите на отворено, кај пластеничкото производство нема многу поголеми штети.